Od вечерва на полнок 160 кандидати на 8 партиски листи ке се борат за доверба кај граѓаните за влез во парламентот. Ова значи дека за една пратеничка плата има по дури 8 кандидати. На овие парламентарни избори во тројката засега сигурно ке се борат ВМРО ДПМН, СДСМ, ГРОМ, Алијанса, ВМРО Народна, Народно движење за Македонија, Достоинство и ДУИ. Нивни партиски адути, односно носители на листа се следните. ВМРО ДПМН до полнок ќе треба да се одлучи помеѓу Илија Димовски, Владко Ѓорчев и Никола Тодоров, СДСМ ќе го представува Маријанчо Николов, ВМРО Народна Љупчо Ѓоргиевски, ГРОМ го избра Штерио Николов, Алијансата Љупчо Зиков, Достоинство ќе оди со Горан Ангелов Гајда, НДМ со Саша Ивановски Политико и за ДУИ Беџахудин Шахапи. Во изборната единица 3 се гласа на 625 гласачки места во 24 општини и на нив треба да се појават околу 292.000 гласачи. Но што за граѓаните значат имињата на носителите на листи и дали воопшто некој од нив познаваат? Мене ништо не ми значи. Кој за мене е се исто, кој да било? Се ми исто. Не ги познавам, не што знам, не знам кои се. Па јас сум ги слушала и друг пат. Знаеме ги имињата, а па сега наше граѓанско право е тоа за кој ќе гласаме. Дали знаете кој е Штерио Николов? Штерио Николов ли? Бензинска пумпа. Што беше па и мој ученик најверојатно бил. А дали знаете кој е Сашо Ивановски? Сашо? Ивановски. Ивановски. Бога ми се треба да размислам малку. Дали знаете кој е Сашо Ивановски? Знам го. Ја, чекај, Саша Иванов, знаеше, ама доктор ли беше ли тоа ли беше ли? Од ова лесно може да се предпостави дека ќе се гласа за партии, а не за личности. Зошто е така и овој пат? Прво, поради фактот што најголем дел од нашите граѓани се политизирани. Второ, што голем број на луѓе сметаат дека преку партијата да се добијат бенефити, поточно да се добие вработување. Последно е што никогаш не се водело сметка за квалитетни кандидати да бидат исфрлени на површина. Раководството честопати исфрлаат кандидати кои што се по нивна мерка, а не се по мерка на граѓаните на Република Македонија. И тоа е, мислам, во основата погрешно, бидејќи обврската која зема партијата не мора да се рефлектира и на личноста. Сосема поинаку е кој ќе гласате за одреден човек, го знаете кој е тој, каков е тој, и тој ја понесува лична одговорноста. Ова е некој мешање на одговорноста и мислам дека не е најдобриот избор. За подсетување на претходните избори гласаа 209.000 граѓани, а во парламентот влегоа 12 пратеници од ВМРО и 8 од СДСМ.